Почитувани гледачи, добро дојдовте ново издание на информативната емисија ТВ Објектив на програмата на КТВ телевизија. Во наредните минути овој ТВ Објектив го посветуваме на работењето на локалната самоуправа општина Росоман. Ќе се запознаеме со проектите кои што во моментов се реализираат, сработеното и оно што доправа ќе се реализира со цел подобрување на условите за живот на жителите на општина Росоман. На гости сме кај градоначалникот во општина Росоман, господинот Бранко Јамев. Бидете заедно со нас. Градоначалниче, благодарам што прифативте да го реализираме овој ТВ објектив со цел да ги информираме граѓаните за се она што работите, а секако и она што се планови за наредниот период. Благодарам што не посетивте и како што е редот, помина една година локална власт и се разбира дека една обврска која ни стои, мораме да ја завршиме, односно во делот на транспарентноста, да видиме што оваа измината година евентуално сме сработиле. Така, граѓаните секогаш сакаат да знаат што е она што се подобрува во нивното место на живење. Една година мандат, вие сте прв човек на општината, што е она што работевте од почетокот до овој период? Па овака, за изминатава година се трудевме, односно се ангажиравме на повеќе полења, некаде поизразено, некаде поскромно. Во главном ги зафативме сите сфери на живење во општина Росоман. Па би кажал, за почеток, во делото со социјалата, оваа година за прв пат беше ангажиран логопед кој до сега воопшто не беше ангажиран. И во почетокот, да бидам искрен, скептично луѓето го прифатија тоа, меѓутоа, гледајќи ги резултатите како се движија, тоа беше со одобрување на тоа прифатено и сега повторно продолжуваме со негов ангажман. Од доменот на социјалата уште неколку проекти успеавме да реализираме. Тоа е општествено корисна работа, грижа за стари и изнемоштени лица. Проект кој трае 6 месеци, ангажирани се 3 лица во соработка со UNDP и Заводот за вработување. Потоа, исто така уште еден проект, тоа е јавен повик за јавни работи, каде што беа ангажирани 4 лица во делот од расчистување на дел од патиштата, каде што имаше потреба од корекција, од интервенција. Во оваа сфера исто така би ги нагласили хуманитарни акции кои беа организирани околу Нова година и за Великден и крводарителската акција во соработка со Црвен крст. Во делот од другите активности, морам да кажам дека имавме соработка и со невладини организации, поддршка, односно невладини организации, спортски клубови, културно-уметничкото друштво, стритбол, спортисимо, млад кошаркарски клуб. И во таа смисла, како поддршка на овој клуб, морам да кажам дека деновиве реализираме една работа, а тоа е набавка на семафор за спортската сала во училиштето. Исто така, вие спомнали поддршката на планинарската акција искачување на клепа, каде што учествуваа преку 400 учесници, тоа беше во февруари месец, преку населеното место Сирко. Во делот од образованието би сакал да истакнам дека за прв пат оваа година за прво оделение за сите ученици беше обезбеден бесплатен школски прибор, иако оваа година, за жал, морам да констатирам дека тој бројот на учениците е доста помал од минатата година, се на 25 ученици, што помалку тој факт и загрижува. Во делот од здравството, би сакал да истакнам дека во соработка со општата болница од Кавадарци, досегашната услуга која беше 2 пати неделно, услуга која користеа граѓаните во делот од лабораторијата, сега може тоа да го користат секој ден, без разлика во кој ден од неделата. Наместо вторник и четврток, како што беше порано, сега
тоа би можеле да го направат секој ден. Од делот од животна средина, би сакал да ги истакнам две еколошки акции. Во двете еколошки акции беа вклучени општинската администрација. Во едната од нив беше вклучено и јавната установа детска градинка Праскичка и вработените во Комуналец. И втората еколошка акција, тоа е акцијата која беше организирана исто така од општинската администрација, каде што беа вклучени и вработените од основното училиште, меѓутоа повторно и со подршка од јавното претпријатие Комуналец од Росове. Би сакал оваа прилика кога зборуваме во врска со овие еколошки акции во делот од хигиената, да искористам прилика и да ги повикам сите граѓани да го почитуваат законот за јавна чистота се со цел поздрава животна средина, бидејќи мораме да констатираме дека во тој дел малку сме слаби. Како поддршка на одржувањето на јавната чистота имавме проект околу набавка на трактор за потребите на јавното претпријатие во висина од 855.000 денари. Тоа е грант од Светска банка или МСИ, постапката е завршена, очекуваме овие денови тоа да се реализира. И уште една работа во врска со подобрувањето на услугите за собирање и однесување на смет. Тоа е апликација за набавка на возило во соработка со UNDP, каде веќе имаме обезбедено 26.000 евра и работата е при крај. Дополнително морам да кажам дека Советот донесе одлука за кофинансирање, бидејќи овие 26.000 евра очигледно е дека ќе бидат недоволно за набавка на едно возило од 6 метри кубни, како собирањето на сметот би било поуспешно. На тој начин се надевам дека би почнале да реализираме собирање и однесување на смети во останатите населени места. Во оваа прилика сакам да кажам дека се уште не ни е реализирана одлуката за регионална депонија, каде што треба да направиме делегација на надлежностите на општината на ниво на централна власт. Исто така, во делот од животна средина, би сакал да истакнам уште еден проект, односно идејно решение. Се работи за изработка на идејно решение за изработка на проект за решавање на проблемот со подземните води. Тоа е овој дел тука под општината, односно под гробиштата, на една површина од 15 хектари, каде верувам дека со една добра проектна документација можеме со овој проблем успешно да се справиме. Имаме уште бројни други акции во делот од решавањето на комуналните проблеми. Обезбедени се 200.000 денари за промена на цевоводот за снабдување на вода за Сирково. Проектната документација, односно предмет песметката е спремна. Овие денови очекуваме, бидејќи ние како средства ги издвоивме тие на име на Комуналец да ја отпочне и за кратко време да ја заврши оваа постапка се со цел успешно решавање на водата за пиење во Сирково, бидејќи денеска како стојат работите, Сирково при оваа хидроложка состојба која за жал годинава е доста неповолна, ќе ги намалиме трошоците за струја, бидејќи сега граѓаните од Сирково се снабдуваат со вода од пумпа, која водоснабдување е доста скапо. На овој начин, со овие и дополнително евентуално други средства, доколку бидат потребни, би го решиле проблемот за решавање на вода со гравитација, а тоа е веќе проблем кој ќе се реше трајно. Во делот од инфраструктурата, од решавањето на проблемите од инфраструктурата, би сакал да ги нагласам и санацијата и косењето на локалните патишта Манастирец, Дебриште, Трстеник, би користам прилика и да истакнам благодарности за соработка со Гоце Делчев, кој ни излезе во пресред со ангажман на една негова машина за околу уредувањето на патот на овие локални патишта. Во делот од настани, за прв пат оваа година, успеавме да организираме манифестација по повод Свети Трипун.
Моje субјективно мислење е дека настанот беше одлично посетен и организиран, имавме и гости, односно гости ни беше амбасадорот неговото величество господин Воутер Пломп, амбасадор на Холандија, и министерот, односно заменик министерот за локална самоуправа Дејан Павлевски. И традиционално, како што стојат работите, и оваа година се организираше Прасковер 2018 година, каде гости ни беа збратимините од општини од Република Србија, односно Пландиште, и од Република Романија, општина Анина. Во делот од инфраструктурата би сакал да спомнам неколку проекти кои се или во зачеток, или се реализирани, или се во реализација. Спомнавме, мисли, че неколку пати околу овој меѓуграничниот проект Тера Вино, и еве, овие денови очекуваме да го распишеме првиот тендер, се со цел поинтензивно да влеземе во реализација на овој проект. Знаеме дека каква беше политичката состојба врска со референдумот, односно со договор со Грција, па сето тоа се имплицираше и на реализација на овој проект. Сега верувам дека многу порелаксирано ќе влеземе во реализација на овој проект. Исто така на почетокот од мојот мандат се извршија санација и реконструкција на општинските простори на санитарниот чвор и уште една нова просторија опремивме се за подобри услови на вработените во администрацијата, во општината. Во ова прилика би спомнал и санација и реконструкција на општинска просторија за потребите на Министерство за труд и социјална политика, кои изразија желба да им издвоиме една просторија како би ги доближили услугите за граѓаните. Реализиравме и изградба на крак од атмосферска канализација на улиците Никола Карев 29 ноември во соработка со Вардарски плански регион во висина од 1.608.000 денари. И во овој дел направивме реконструкција и санација на реквизити на детско игралиште на улица Гоце Делчев во вредност од 32.000 денари. За потребите на местната заедница Камендол реконструиравме просторија која меѓу другото ќе служи и за потребите на местна заедница, меѓутоа и за така наречениот рурален доктор, кој за сега функционира за жал многу на еден неубав начин. Луѓето вршеа прегледи на улица, сега вака ќе имате една одредена просторија каде може сите тие услуги да ги искористат. Во соработка со компанијата Дрексар Мајер реализиравме 5 автобуски постојки и уште една друга работа, изградба и заштита на брана од поројни врнежи во Манастирец. Вредноста иначе на општината, општинската сума на издвоени пари е околу негде 318.000 денари. Дополнително Дрексар Мајер инвестираше во постојките кои што ние ги вградивме на платформите кои што ние ги обезбедивме. Еден од покрупните инфраструктурни проекти кој што беше реализиран, тоа е изградба на улици низ населени места. Воглавно реализиравме низ повеќе населени места. Тоа беше Росоман со 2 улици од должина 175 и 95 метри, асфалтирање и бекатонирање. Потоа во Сирково исто така 2 улици од должина од 80 метра и 65 метра. Манастирец една улица во должина од 115 метри, како што претходно спомнев, еден објект за санирање на штетите од поројните дождови. Потоа во Трстенек исто така 2 улици, едната 40 и едната 70 метри. Во Тебриште 2 улички, едната 60 и 70 метри. Во оваа прилика би сакал да спомнам дека овие 2 улички ги сработивме во соработка со Градба Промет. Всушност овие 2 улички беа донација од Градба Промет. Меѓутоа вредноста на овој проект со општински средства е негде околу 2.583.000 денари.
Во тек е до изградбата на локален пат Камендол Мрзен, во должина од околу 800 метри и во вредност околу 3 милиона и 400 илјади денари. И на крајот би ја спомнал и одржаната стручна расправа за јавна анкета за урбанички план за село за Росоман, проект вреден околу 800.000 денари. Од останатите активности во кои има поврзано со општината, меѓутоа и приватна иницијатива, би сакал да ја истакнам една поголема инвестиција, странска инвестиција, од околу 6 милиони евра, тоа е на излезот од Росоман према Градско, каде една странска инвестиција инвестира за изградба на еден стопански објект, тоа е за прва фаза. Тие исто така планираат и втора фаза во наредната година, меѓутоа, откако ќе се реализира, да не зборуваме однапред, можеби со нешто што се уште не се знае како ќе заврши. Имаме уште некоја инвестиција, тоа е во делот од атарот на село Дебриште, каде уште една странска инвестиција имаме. За вредноста на оваа инвестиција се уште немаме официјални податоци. Иначе би сакал и друго нешто да кажам во делот од функционирањето на општината, односно како ние функционираме тука, како се однесуваме домаќински или недомаќински, би сакал да го истакнам само еден од податоците кои оди во прилог на работата на локалната власт, односно дека за истиот период од 2017 година, кога имавме наплата на данок на имот 560.000 денари, годинава имаме реализација од 1.200.000 денари, односно тоа е тако речи 100% зголемување на... На што се должи тоа зголемување? Па, веројатно на нашата ангажираност околу тие и веројатно, уште повеќе, тоа е зголемувањето на свеста кај граѓаните, што е за пофалу во себе. Треба да си платат за да општината направи... Така, бидејќи тие пари повторно се враќаат за нивни услуги. Ние имаме податок и во делот од другиот прилив на пари, односно приходи кои што ги имаме, тоа е во делот од наплата на концесија, и таа сума не е зголемена, значи и таму е износот зголемен од минатата година за едно 200.000 денари, така да малку по малку приходите ни се зголемуваат. Истовремено мораме да кажеме, да спомниме дека во делот од трошоци за репрезентации и за други непотребни работи се многу намалени. Така да тие пари ќе бидат употребени во друга да, апсолутно да. И уште една работа која што би сакал, тоа не е општинска инвестиција, но сепак позитивно влијае врз материјалниот аспект на граѓаните, тоа е присуството на италијанската фирма Тирена Скави, која е лоцирана тука во Росоман и работи на изградба на патот Градско Дрено, односно Градско Прилеп. Во делот од тоа, дали е ова доволно или не е доволно, можем да кажам слободно дека секогаш, ама баш секогаш, може да се направи повеќе. Каква е соработката со Советот на општината? Сум присуствувал на 2 седмици. Се гледа дека опозицијата како да сака да окочи работењето или ребалансот не беше прифатен. Значи ли тоа дека политиката влијае врз работењето на Советот? Точно е ова што го кажавте, дека ребалансот на минатата седница не помина. Не помина во... Мислам, ја знам причината, тоа е во еден дел од привремено вработени, ангажирани лица. Тоа се однесува на делот од градежниот инженер и уште едно лице кое ние имаме ангажирано тука. Се надевам дека и не само што се надевам, верувам дека во една прилика дека во овој дел се помалку ќе бидат изразени политичките влијанија и дека советниците по-конструктивно ќе размислуваат, така да овие проблеми не само што се надевам, него верувам дека ќе ги надминем. Иако за сега реално
да кажеме, тешко функционираме, особено во оној дел, бидејќи изминатава година ние по редот на нештата сме должни да доставиме годишен план за вработување или за поместување на луѓе вработени во администрацијата, во Министерство за информатичко општество и администрација. Меѓутоа, за жал, и тоа беше исто така и за годишниот план за комуналец, меѓутоа, што имате информација и тие не помина. Ја верувам дека пошироко ќе размислуваме во таа смисла, бидејќи во минатата седница беше во прашање и правилникот за систематизација на распоред на работни места, каде што ние, меѓу другото, тоа е понудена од јавната установа детска градинка Праскичка, имаше понудено, значи, нов правилник за проширување и систематизација на работни места, не успеавме да го донесеме, а на тој начин тоа може да влијае на одолговечување на решавањето на проблемот, кој што не е само во Росома присутен и во останатите места, односно јавната установа детска градинка Праскичка од Росома има проблеми со капацитетот, нема доволно простор за сместување на деца, за згрижување на мали деца, а детската градинка има капацитет помало од потребите кои што ние ги имаме. Има ли можност за проширување, за отворање на дополнителни простори кои што ќе се адаптираат во детска градинка? Има, се разбира дека има можности, ние работиме. Овако далеко кога се посматра работата не оди така брзо, бидејќи во прашање се некои работи кои се поврзани со централната власт, изработувачи на проекти и така натаму. Ние за таа цел или во таа смисла за ублажување на последиците, морам да кажам, не за трајно решавање, изработивме апликација која еднаш веќе ја образложивме во Министерство за труд и социјала, меѓутоа не вратија дополнително за одредени корекции. Сега повторно тоа го завршивме и еве сега во петок повторно имаме разговор во Министерство за труд и социјала и се надевам дека проектот конечно ќе биде прифатен и дека што поскоро ќе почнеме да го реализираме тој проект, иако, како што спомнав, тоа нема да биде доволно за решавање на барањето за згрижување на деца. Дополнително, еве ја разгледуваме можноста за проширување на капацитетот во рамките на кругот на детската градинка, како би изградиле уште еден објект, кој што верувам дека за барем во едно блиско време ќе ги реши проблемите. Тоа секако не би било трајно. Соработката со централната власт во делот на финансирање проекти кои што и како ќе влијаат на подобрувањето на условите за живот на сите населени места во општината? Соработката со централната власт не можам да се пожалам. Голем дел од овие средства кои што и сега тука беа презентирани се добиени врз основа на изработени проекти. Еден дел се и со од општинскиот буџет. Морам да истакнам дека ние пари во нашиот буџет имаме доволно, меѓутоа за реализација на одредени проекти потребна е една одредена постапка за која треба подолго време да се реализира. Значи ние сега да имаме спремно одредени проекти, можеме да ја реализираме уште негде сума цирка 6-7 милиони, иако и оваа сума, ако ја собериме, негде околу 10-11 милиони денари вкупно, што не е за подценување, можеби не е многу, за некого му изгледа малку, меѓутоа јас себе лично сметам. Спрема големината на општината. Спрема големината и не само тоа, меѓутоа и според тоа што е прва година, па не можев да влезам во ризик да предвидам нешто што евентуално не би можел да го реализирам. Така да реализиравме скромни 7-8 милиона плюс уште 2-3 милиона, значи негде околу да стигнеме до 2-13 милиона денари. Значи имаме пари да реализираме, а соработката уште еднаш да се врати со централната власт е за сега
задоволувачка, иако би требало да кажеме дека некогаш би можело тоа да се одвива по една побрза поставка. Така. Со Кавадарци имате природна соработката со општината? Па да бидам искрен, јас сум добар пријател со градоначалникот Митко Јанчев и соработката имаме релација блиска. Ние дури имаме подпишано, не е од сега таа, меѓу општинска соработка таа е од поодамна. Меѓутоа, да бидем искрен, во делот од функционирањето на таа меѓуопштинска соработка, веројатно поради зголемениот капацитет на работа во општина Кавадарци, оваа година меѓуопштинската соработка, каде што најмногу не изразена таа во делот од користењето на услугите за комуналниот инспектор, во делот од услугите на градежниот инспектор, во делот од услугите за градежни дозволи, таму сме добри, функционираме, меѓутоа има простор, има начин таа соработка да биде уште поуспешна. Така, уличното осветлување е секогаш тема која што може да се надградува. Како стои Росоман и останатите населени места со уличното осветлување? Во делот од уличното осветлување можам да кажам дека ние оваа година, како и претходните години, значи имало распишување на тендер, само во делот од распишувањето на тендерот за одржување и во делот на распишувањето на тендерот за набавка на материјали направивме заштеда негде околу 300.000 денари и верувам дека успешно функционираме, меѓутоа да кажам дека тоа не е доволно, би требало да работиме на подобрување на квалитетот на уличното осветлување. Вие, како што знаете, на минатиот совет имаше една таква информација во делот од 20 осветилки, кој што би рекол дека се квалитетни, тоа не можеме да го спориме, меѓутоа тие се дадени како донација, а сега донаторот бара да се плати или да му ги врати. Не гледам некоја смисла во сета таа работа. Имаме места каде што фалат, да речеме, надоградба на услови за улично осветлување и во таа смисла имаме ангажирано проектант кој што ќе изработи проекти, да не би го правиле тоа на своја рака, него да биде стручно изведено, бидејќи веќе имаме проблеми на едно одредено место, како што е направено уличното осветлување, е поставено над водата за пиење, така да евентуална некоја штета или интервенција би можело да негативно да се одрази на или некои штетни последици да предизвика. Така. Што е она што е план да влезе во програмата за комунална изградба за следната година, а се однесува исто така на инфраструктурата? Споменавме дел од она што ќе се работи, меѓутоа што е она покрупното кое што во наредниот период ќе се реализира? Проблеми имало и ќе има. Наеднаш не може да се решат. Ние имаме проблеми тука рече во сите сегменти. Од оноа што е останато и што е актуелно секогаш и прека потреба на луѓето, тоа е водоснабдувањето. Со снабдувањето на водата имаме проблеми тука рече во сите населени места. Иако во изминатите периоди се потрошени позамашни суми на пари, сепак проблеми тука рече имаме во сите населени места. Еве првиот чекор за Сирково го правиме. Тоа е овие 200.000, не знам колку ќе бидат доволни за смена на цевоводот. Ако треба дополнително ќе интервенираме со други средства. Исто така водата во Камендол е проблематична, во Дебриште. Во Рибарци пак имаме проблем со вишок на вода, тоа е подземна вода која прави проблеми на граѓаните од Рибарци. Во Паликура тој хроничен проблем, тоа е снабдувањето на граѓаните од Паликура со вода од бунар, каде поради секојаш одредени причини или нема вода или таа вода не е доволно квалитетна. И во Крушевици имаме стара нефункционална мрежа.
и манастирец недоволно вода. Во оваа смисла би сакал да кажам дека изработивме веќе два, односно ги преработивме два проекта. Тоа е проектот за Крушевица и за манастирец. Спремни се проектите и во наредна година очекуваме овие да ги реализираме. Што со наши средства, што со конкурирање на тендери, односно на апликации во врска со решавање на овакви проблеми. Она што беше актуелно и во кампањата и денеска е овака, нели, се натура како незавршена работа на градоначалникот, тоа е решавање на проблемот со мостот во Трстеник. Да бидеме реални, истам дека тој проблем постои, меѓутоа сепак да се реши една ваква... Потребно е време. Потребно е време, проект и средства. Дополнително што имаме амортизирана канализација која за време на поројните дождови прави проблеми, особено во пониските делови од населбата, на одреден дел од куќи. Меѓутоа, за решавање на овие проблеми не може без добра проектна документација. Значи, поентата е, сакам да кажам, мораме да, тоа е она што треба да го решиме, изнаоѓање на фирми кои што ќе ни понудат квалитетни проектни решенија, а ние врз основа на тие квалитетни проектни решенија да ги решаваме проблемите. Така, соработката со Вардарски плански регион, градоначалниче, тука има ли некои проекти со кои општина Росуман конкурира? Има соработката со Вардарски плански регион е многу добра, да бидам искрен. Имаме логистика во смисла на поддршка на апликациите кога аплицираме за одредени средства. Не може да се пожалиме. Дополнително и го спомнав пред малку еден проект кој го реализиравме во соработка со Вардарски плански регион, а тоа е изградбата на кракот од атмосферска канализација. Тоа е еден дел од 400 метри во вредност од 1.600.000. Дополнително имаме уште некои проекти кои се во тек, односно заедно со нив аплициравме за оној проблем за кој што исто така голем број на граѓани се заинтересирани да се решат. Тоа е санација на полски патишта кои и текако се многу важни за успешното функционирање на граѓаните на овој дел. Имаме за еден проект во висина од 600.000 денари, изработивме проектна документација, доставяне, конкурирање и веруваме дека тоа наскоро ќе го завршиме. Се разбира, ќе го реализираме таму од март месец, кога зимските услови ќе бидат поминати и условите за работа ќе бидат подобри. Има ли кадровски потенцијал општината во делот на подготовка на тие проекти, апликации и пред меѓународните фондови? Не. Мислам одма да бидеме јасни дека не. Во делот од апликацијата и така, меѓутоа за изработка на проекти не. Општина Росуман е скромно екипирана, 9 мина. Меѓутоа за изработка на такви едни проекти потребна е стручна спремност, дополнително долготрајна обука. Без тие предуслови не може да се пристапи кон изработка на било каков проект, успешен проект. Ние немаме тука ангажирано информатичар, немаме трајно ангажирано градежен инженер, немаме ангажирано нити пак урбанист, нити архитект. Тоа се основните предуслови за успешно функционирање на една општина. Бидејќи и проблемите кои всушност најголем дел ги решава, тоа се од инфраструктурен карактер. Од инфраструктурен карактер. Така, и се разбира, потребен е млад, свеж кадар, а ние тука веќе некои од вработените се близко до пензија, потребно некој кој што ќе ги наследи, а за да го наследи некој успешно да работи, треба да се ангажира млад кадар, кој кога ќе дојде време да настапи да ги превземе врските, ќе има веќе соодветна едукација и искуство, како би можело тоа да се
продолжи успешно овака, како што стојат работите, без ангажман на млади кадри, тешко е тоа да се случи. Кроз 3-4 години, ако дојде, ќе дојде време да замени некоја пензија, наеднаш некого да поставиш на некоја место раководно, тоа е проблематично. Градоначалниче, слушнавме прилично од работите кои што се реализирани она што го планирате. Тука ќе го заокружиме овој прв дел или имате уште нешто што сакате како дополнување, а ќе биде со цел да се информираат граѓаните околу вашето работење? Па се разбира дека секогаш има одредени теми кои што еве оваа прилика не ги кажавме, не ги решивме. Мислам не ги споменавме. Еве рековме дека ние имаме соработка со хуманитарни организации, односно со невладини организации, со спортски клубови, и тука имаме малку проблем со функционирањето на спортските клубови. За оваа година ќе мора да предвидиме поголема сума на пари, се со цел поуспешно функционирање на спортските клубови, бидејќи друг начин на функционирање, барем како става засега, е тешко да се обезбеди. И еве би искористил прилика во таа смисла да изразам благодарност до одредени фирми кои во изминатиот скорашен период успеа да издвојат 38.000 денари на сметка на фудбалскиот клуб. Еве користам прилика да ги испоменам. Тоа е Црна река, бензинската пумпа Црна река, Мовино, ладилник Лазе, мислејќи се вика, кои со една нивен скромен придонес успеа да го ублажат, да речеме, проблемот во врска со функционирањето на фудбалскиот клуб. Во ова прилика би сакал да спомнам и една друга работа која што проблем всушност еден се влечи долги години, а тоа е долгот на комуналец од 183.000 евра, кој е овака некако не се спомнува, меѓутоа ни тежи. Тоа е долгогодишен проблем, сигурно е можеби 10 годишен проблем и ни се провлекува со години назад, не е решаван. И еве сега верувам дека со оваа мерка во владата за околу санација на овие долгови, застарени долгови, верувам дека и општина Росоман ќе влезе во тој круг како би се или решил или намалил овој долг на комуналец кон Евана. Имам ние проблем уште тука и други, од речеме тоа од експлоатацијата на минералните суровини. Меѓутоа, ингеренциите на општината во овој дел се скромни. Тоа е претежно на ниво на централна власт, пред се Министерство за животна средина, Министерство за економија и водостопанство на Македонија. Така да ние комуницираме, меѓутоа колку сме успешни во тоа е веќе друга прашање и колку можеме да влијаеме на сите тие работи. Јас ви благодарам за ова прво ваше гостување во ТВ Објектив, каде што на некој начин транспарентно дадовте отчет за она што е сработено, вашите планови за блиската иднина. Секако ние ќе го следиме работењето, се со цел да ги информираме гледачите за се она што ќе биде актуелно. Ви благодарам. Ви благодарам на вас, поздрав до гледачите на КТВ, се разбира поздрав до граѓаните на општина Росоман. Верувам дека идната година ќе бидеме уште поуспешни, бидејќи една година искуство веќе многу значи, така да со поинаков поглед можеме да размислуваме во таа смисла, односно во реализација на идните проекти кои можеби во овој момент и не ги спомнавме, ама се планирани да се реализираат. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Тука завршуваме, почитувани гледачи, се надевам дека изминативе минути имавте можност да слушнете за се она што е актуелно во делот на работење на локалната самоуправа, општина Росоман. Бевме на гости кај градоначалникот Бранко Јанев. Благодарам за вниманието, имајте секој добро со нашата програма.